Над 90 фамилии во Кавадарци се гладни и имаат потреба од храна, беше речено меѓу другото на денешното представување на банката за храна пред кавадаречките бизнисмени. Овој проект е поддржан и од локалната самоуправа. Градоначалникот Митко Јанчев во своето обраќање нагласи дека општината ќе обезбеди магазински простор каде ќе се складира храната, која ќе биде донирана за сиромашните, а потоа од таму ќе се доставува до нив. Општина Кавадарци е сегаш подготвена за иновативни предлози и проекти. Денес сме тука да слушнеме за банкарството со храна. Систем за намалување на сиромаштијата и единствено мото нула глад во општина Кавадарци. Овој предлог проект е по иницијатива на банката за храна. Да бидам искрен, јас како градоначалник прв слушнав дека постои таков проект и таква иницијатива, што вака лично ја охрабрувам и одобрувам и ќе ја поддржам како општина. Целта на овој проект е да го рационализираме користењето на храна и да го употребиме вишокот на храна. Општина Кавадарци за целата таа ситуација, за да може да го издржи проектот и да го поддржи, ќе обезбеди простор, односно магазин за сместување на таа вишокна храна, и едно возило за собирање и транспорт на храната од производителите до крајните корисници. Така би било да постигнеме мото нула глад во општина Кавадарци. Тоа е вака официјален дел кој што сакам да ве запознавам и моје лично мислење е дека со овој проект, доколку добро како општина, нормално преку секторот и невладините организации и банкарството со храна, го спроведиме овој систем. Сами знаеме дека можеме многу да придонесеме и како производители, и како трговци, и како дистрибутери на храна, за тоа што за жал храна се фрла во обемни количини, која што може да се користи, а уште пожално тоа што во овој 21 век и во 2018 година, за жал во општина Кавадарци има луѓе што екзистираат на многу лошо ниво, односно страдаат и за храна. Така да мислам дека ова е добар проект, општина Кавадарци го поддржа во максимално ниво и сите обврски кои ќе ги преземе како општина ќе ги транспарентно спроведува со вас, со работници. Представникот на банката за храна Душко Христов се осврна на досегашното работење и нагласи дека секоја година со донациите во храна кои се собираат во банката се хранат секојдневно барем со по еден оброк 300 лица во 11 градови. Иако Кавадарци е една од најбогатите општини, сепак има гладни. Над 90 фамилии имаат потреба од помош. Наша визија е активна борба со гладот и сиромаштијата преку редуцирање на отпадот и фрлење на храна. Тука сме да ја прифатиме секоја донација на оброк. Гладот е најтежок вид на сиромаштија, рече Христов и ги храбреше представниците од бизнис заедницата да го донираат вишокот храна, а не да го фрлаат. Во Кавадарци партнер на банката за храна е еколошкото друштво Екоживот. Овој проект го поздрави и градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски, кој исто така беше присутен на презентацијата. Рече дека ова е добар начин да им се излезе во пресред на луѓето кои имаат потреба од храна. Драго ми е што градоначалникот инициира ваков проект, веројатно со поддршка од сите вас. Ова е добар начин да не се излезе на луѓето во пресред, на оние што имаат помалку, тоа што воопшто немаат храна, и тоа е добар потек. Мислам дека вие сте една од првите општини во Република Македонија што го правите за поздравување. Се надевам дека ќе биде успешен проект и јас ќе контактирам со градоначалникот и се надевам дека ќе биде успешен и ќе го применуваме наредните месеци во Рија.